Слушате Пелагониска хроника. Радио Пела 96,8 FM. Настани на денот. Горивата поскапеа, но општествено одговорни компании се приклучија на иницијативата на владата за намалување на цените покрај кратењето на ДДВ. Општина Прилеп со нови правила, јасна постапка за надомест по каснување од бездомни куќиња. По повод Светскиот ден на пијаното, Прилепското музичко училиште одржа пијано маратон. Сдруженијето Зокум ги додели наградите и признанијата од конкурсот за поетски творби. Нападнат такси возач во Прилеп, му биле одземени парите од прометот. Времето денеска облачно и студено. Урбан маркетинг. За престојните празници ние сме тука. Живинарска фарма Долнени Прилеп, со продажно место во центарот на Прилеп кај плоштадот Итарпео. Повелете и купете јајца со врвен квалитет и екстра цени за секој џеб. Еколошки, здрави и свежи со различна големина. Цените се прилагодени за сите кои сакаат вкусна семејна трапеза. За вашиот омилен специјалитет потребни се вкусни и квалитетни јајца. А тоа го имате кај нас, Живинарска фарма Долнени Прилеп. Дојдете, купете и имајте вкусни семејни спомени. За сите вас, најубави јајца за среќни великденски и првомајски празници. Живинарска фарма Долнени Прилеп. Гостилница Еснав позади бизнис центарот во Прилеп, подготвени за заедно да ги прославите великденските и првомајските празници. Прославете и наздравете со вашите деловни партнери и колеги, со вашите семејни пријатели и семејства, во прекрасниот амбиент со највкусна храна во Прилеп и местни специјалитети. Посновени, тавче, гравче, салати, рибина чорба, скари, поховани даски, ширтени и тави и уште многу други специјалитети по ваш избор со претходна нарачка. Телефон за контакт 078 276 204. Капацитет за 80 гости. Гостилница Еснав, ваш одличен избор за семејни прослави, роденденски забави, деловни состаноци и средби. Бирајте мудро, бирајте паметно. Гостилница Еснав позади бизнис центарот во Прилеп. Трио 95, 30 години традиција, 30 години квалитет. Мора да се вкуси и проба се што е од Трио 95. Пици, моите кифли, лиснати погачици, пирошки, лиснато тесто, тесто за пици. Треба само да го посакате вашиот вкус и со нашите производи имате вкусна празнична семејна трапеза. Различни вкусови, а врвен квалитет. 30 години заедно со вас, Трио 95 Прилеп. Среќни великденски и првомајски празници со производите на Трио 95. Осигурајте ја вашата иднина со компанијата на која и верувате. Локацијата е нова, а довербата сигурна. Протектор, друштво за застапување во осигурувањето Прилеп, на нова локација во близина на Чумовчанец на улица Сотка Ѓорѓиевски број 38. Ние сме друштво за застапување во осигурувањето Протектор. Соработуваме со компаниите Винер Лайф од областа на животно осигурување и со Македонија осигурување од областа на неживот. Протектор, ваш заштитник од ризици со полиси за животно и имотно осигурување. Нудиме полиси за автоодговорност, зелен картон, патничко осигурување, каско осигурување, имотно осигурување, здравствено и животно осигурување. Ексклузивни застапници сме за истоимената полиса за животно осигурување Протектор, која може да ја добиете исклучиво кај нас. Посетете ги на новата локација, проверете на веб или на Facebook страната Протектор, друштво за застапување во осигурувањето Прилеп. Телефон 073 555 006.
во близина на Чумовчанец. Урбан маркетинг. Со гласовна поддршка во студиото Гордана Цветановска. Цените на горивата остануваат стабилни, а попустот за дизел се зголемува и ќе важи до 6 април, информира од Министерството за енергетика, рударство и минерални суровини. Според соопштението, мерките на владата во комбинација со активности на компаниите придонеле за ублажување на ценовниот притисок и стабилизирање на пазарот. Покрај останатите компании и Nit Oil со двете бензински пумпи во Прилеп и во близина на цигарната фабрика од тутунски комбинати на влезот од Кривогаштани се приклучи на иницијативата за дополнително намалување на цените на горивата. Од денеска на бензинските пумпи на Nit Oil се продаваат горива по цени кои се за 2 денари по литар пониски од оние кои ги соопшти Регулаторната комисија за енергетика. На овој чекор компанијата се одлучила од позиција на општествена одговорност. Според одлуката на компанијата, бензинот Euro Super од 95 октани се продава по цена од 84,5 денари за литар, додека бензинот од 98 октани чини 86,5 денари. Литар дизел на бензинските станици на Nit Oil се продава по цена од 93,5 денари за литар, која исто така е за 2 денари по литар пониска од онаа која ја одреди Регулаторната комисија за енергетика. Општина Прилеп ги извести граѓаните дека започнува примената на упатството за начинот и правилата на утврдување и исплата на надоместок на штета предизвикана од каснување од бездомни куќиња. Со примена на ова упатство се овозможува граѓаните кои претрпеле штета од каснување од бездомни куќиња на јавни површини на подрачјето на општина Прилеп да поднесат барање за надоместна штета и да пристапат кон постапка за спогодбено решавање на случајот. Постапката се спроведува преку формирана комисија која врз основа на доставената документација и утврдената фактичка состојба предлага висина на надоместок, пошто на барателот му се доставува спогодба. Општина Прилеп ги повикува сите граѓани кои имаат претрпено ваков вид на штета да поднесат барање со потребната документација преку архивата на општина Прилеп. Образецот за поднесување на барањето е достапен во архивата на општина Прилеп и на официјалната веб страница на општина Прилеп. Воодушевија со своите едноставни музички пијано изведби и потврдија дека Прилеп има многу млади музички пијано таленти. Така најмладите пијанисти од основното општинско музичко училиште Ордан Михајловски Оцка Прилеп го одбележаа меѓународниот ден на пијаното. Преку пијано маратон, како дел од одбележувањето на овој музички празник, 72 млади талентирани момчиња и девојчиња ја покажаа својата љубов кон пијаното и предизвикаа многу насмевки и аплаузи кај присутните. Благодарници до сите учесници, а златни медали за најдобрите кои се надпреваруваа во 3 категории во различни возрастни групи, со што им беше оддадено признание на младите таленти за нивниот труд и музичка страст. Овој пијано ден не само што ја афирмираше уметноста, туку и ја поттикна младата генерација да продолжи да го негува музичкото творештво. Се доби впечаток дека пијаното не е само инструмент, туку и мост што ги поврзува децата, наставниците и заедницата преку заедничка радост и инспирација. Во градската библиотека Борка Талески денеска беа прогласени најдобрите авторски детски творби од конкурсот Кој не сака пролет, кој го распиша Сдруженијето за образование, култура и уметност Зокум Прилеп во чест на 110 годишнината од раѓањето на поетот Волче Наумчевски. Целта со овој конкурс е да се мотивираат и поттикнат младите писатели ученици од општините Прилеп, Крушево, Кривогаштани и Долнени и нивните ментори да продолжат да творат, велат Филип Димковски и Лина Димовска од Сдруженијето Зокум. И целта ни е не само да секогаш тоа да го правиме сувопарно, туку токму преку младите генерации на млади таленти и да го спомнеме, да го оживиме неговото име на еден начин, но и да им дадеме ветер во грбот на младите таленти. Не случајно ги избрахме овие 4 општини: Прилеп, Долнени, Кривогаштани и Крушево, затоа што тоа се општини каде што имаме прекрасни ученици, прекрасни наставници кои се трудат, работат, но често пати
не е доволно видлива нивната работа, особено зборувам за селските општини. Значи, прекрасни талентирани деца, но немаат секогаш доволно, можеби, можност да се представат. Пристигнаа 50 лични творби од околу 10 ментори од Прилеп и околните општини. Децата пишуваа на различни теми, пишуваа за пролет, пишуваа за другарство, имаше и патриотска поезија. Од полицискиот билтен две информации за сексуално вознемирување и разбојништво. На 23 март во 16 часот и 20 минути во село во општина Долнени, полициски службеници од ОВР Прилеп го лишија од слобода Дж.Р. 48 годишен од селото, постапувајќи по претходна пријава од 27 годишна прилепчанка дека истиот ден полово ја вознемирувал. По целосно документирање на случајот ќе следува соодветна пријава. На 24 март во 3 часот и 25 минути во СВР Битола, ПК 62 годишен такси возач од Прилеп пријавил дека на улица Тризла во Прилеп бил физички нападнат од 3 лица кои му ги одзеле парите од прометот. Се преземаат мерки за расчистување на настанот. Временска прогноза. Времето денеска променливо облачно. Во Прилеп преовладува облачно време со умерен ветер од северен правец. Минималната температура достигна до 4, а максималната до 10 степени. Утре, среда и во четврток ќе преовладува стабилно и суво време. Ќе дува умерен повремено засилен ветер од северен правец. Од четврток ноќта до крајот на викендот, под влијание на циклонска активност, следува период на нестабилно време со локални врнежи од дожд кои наместа ќе бидат пообилни, а ќе има и услови за појава на ретки грмежи. На планините и на некои од повисоките места, врнежите од дожд ќе преминуваат во врнежи од снег. Во четврток и петок, претпладне ќе дува засилен ветер претежно од јужен правец. Временска прогноза. Следевте Пелагониска хроника вести, продукција Радио Пела, март 2026. Уредник Гордана Цветановска, техничка реализација Никола Димески.